Минатата недела Холандија на референдум го отфрли асоцијативниот договор помеѓу Европската Унија и Украина со 64% гласови. И со тоа додаде нова карика на долгиот ланец на европски кризи. Грекситот малку го подзаборавивме, но кризата е далеку од својот крај. Бегалската криза се чини е бесконечна, а Брексит е закажан за 23 јуни. И сега на хоризонтот се појавува Нексит. За оние што не слушнале што е Нексит, еве објаснување. Ова е почеток на крајот на Европската Унија. Со радост твитна холандскиот популист Герт Вилдерс по објавувањето на резултатите од референдумот. Неговата француска колешка Марин Ле Пен му честиташе со зборовите «Браво, еве уште еден чекор кон Европа на нациите». И додека едни се радуваат, други не ја кријат тагата како председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Соочен со упорните новинари кои прашуваа што по ова гласање, портпаролот на Јункер во недостигна аргументи ги сподели со прес-салата чувствата на председателот. You asked me how the president feels. I think I can tell you that the president est triste. Холандскиот референдум ја продлабочува европската криза. Холандското не за Украина беше всушност не за Унијата. Холандија е еден од основачите на Европската Унија, па ова не добива подраматични димензии. Од таму радоста на евроскептикот Вилдерс и тагата на еврофедералистот Јункер, а таму каде што се планира распад на Унијата се наоѓа и Најджел Фарадж, познатиот британски евроскептик, кој ги чека иницијаторите на холандскиот референдум да дојдат во Велика Британија да и помогнат да излезе од Унијата. Референдумот не е обврзувачки, но со оглед на резултатот ниту Холандија, ниту Унијата не можат да се прават како ништо да не се случило. Премиерот Марк Руте мораше ова да го констатира и рече договорот со Украина не може да се прифати вака како што е и мора да претрпи промени. Но не е во прашање само украинскиот договор. Холандската одлука може да биде заразна и да се пренесе низ цела Европа. Неофицијалната анкета на еден белгиски медиум, например, прогнозира дека над 60% белгици ќе гласаат за излез на земјата од Унијата доколку такво прашање им се постави на референдум. Досега на вакво прашање треба да одговорат само британците. Но што ако се побројните популисти во Европа се изборат за ваков референдум? Герт Вилдерс се надева дека наскоро тоа ќе може да го направи, особено откако Холандија донесе закон според кој мора да се оди на референдум доколку 300.000 граѓани тоа го побараат. Тој ден сериозно ќе се постави прашањето за Нексит, излегување на Холандија од Европската Унија и иднината на европската градба. И тој ден никому нема да му биде гајле за чувствата и тагата на Жан-Клод Јункер.